Само на кратко, драго ми е што колегата го спомена делот со носење на заклучоци од страна на овој совет. Значи, сакам да ве замолам и да ве повикам да престанеме како совет да се зацкриваме за деловничките и статутарните можности кои што се понудени. Да не ја ограничуваме и успоруваме работата на овој совет, како што и самите кажавте, ќе ве потсетам, сте за слободниот паркинг во центар, би ве замолила вашите декларативни заложби да оставиме можност да ги искажеме и да ги преточиме во еден заклучок со кој што ќе помогнеме и на јавното предпријатие и на градоначалникот, односно предпријатието чии што основачи сме, да продолжи со својата работа и да не ги претрпува оние штети кои што во моментов самиот директор ги посочи. Значи имаме можност, декларативните заложби се едно, меѓутоа имаме можност, кога веќе ги цитираме и статутот и деловникот, значи во секој момент како советници да предложиме одредени заклучоци во дадениот случај врз основа на донесените одлуки на надзорниот и управниот одбор на паркинзи, кои што понатака би се спровеле во понатамошни активности. Значи повикувам да престанеме да се зацкриваме за деловничките можности. Народот, граѓаните на центар очекуваат од нас да бидеме малку поозбилни и да помогнеме да си го добијат она кое што им било и ветено и овозможено. Ви благодарам. Јас се извинувам, меѓутоа Богдановски одам на барат. Реплика на реплика, јасно. Ајде, повелете. Значи да, вие може како сакате секоја наша реакција од правен аспект од деловнички статутарен да ја квалификувате како сакате, дека е тоа зацкривање, дека е тоа извлекување, дека е тоа заобиколување, но овој статут и деловник нити јас, нити кој било од колегите овдека, верувам и меѓу вас, не го измислиле. Овој статут поминал, овој статут бил формиран, односно пишуван од страна на стручњаци, не само статутот и деловникот нормално, бил пишуван од страна на стручњаци, правни стручњаци и бил донесен од состав на советот кога бил донесен, меѓутоа никој не го спори. Бил објавен и станал акт по кој што ова општина и овој совет работи. Сега, што се однесува до одлуките кои што ги потенциравте, овие одлуки не ги изгласал нити надзорниот, нити управниот, него ги предлага ние да ги изгласаме. Во услови на ваков дневен ред, ние овие одлуки не можеме да ги изгласаме. Тука е целиот проблем, колешка Милосавлевска. Значи јас тој момент го потенцирам. Иначе, да изгласаме заклучок, кој што за жал можда просто ќе звучи дека се задолжува градоначалникот и тоа, да преземат соодветни мерки, тогаш веќе продолжуваме во друга ситуација. Ама верувате, од ова што сега го имаме, мене лично, само тоа ми е логично решение. Пак ќе кажам, мојата дискусија во делот на дневниот ред беше многу конструктивна. Кој сакаше да ме свати, вај да ме свати. И сега јас извинувам ако сум бил погрешно сватен, но очигледно имаме се ефекти од тоа. Благодарам. Богдановски, повелете. Значи јас ќе замолам советничката група на СДСМ, на коалицијата на СДСМ да покаже конструктивност од дадена ситуација, не да прави било какви инсинуации дека некој е против. За мене против моментов на решавање на оваа ситуација е советничката група на СДСМ. Зошто? Колешката Рангелова поставува прашање дали може и дали има ингеренции. Значи барате да носиме и заклучоци, а немаме одговор дали имаме ингеренција, односно дали има да носиме таков заклучок. Значи имам чувство дека од сам почеток на прашање што се поставуваат од овде не се слушат. Значи ако советничка група од овде предложи, да не бидам погрешно разбран, дека Паја Патор треба да го назначиме за нешто. Значи ако поставите прашање дали има ингеренции Паја Патор, што ќе правиме муабет? Јас молам да се одговори дали стручна служба, дали предлагачи, дали било кој, да видиме дали може да оди од таа насока, да добие колешката Рангелова одговор. Поставуваме прашање во име на конструктивност, нема одговори, се оди у таа насока. Од почетокот, колегата Илиовски постави прашање, го скокнавте. Колешката Рангелова поставува прашање, повторно имам чувство дека слушате, ама не чуете што се прашува, а се бара конструктивност. Сме конструктивни. Покажете конструктивност, дајте да дојдеме до одговори, да добие колешката Рангелова. Благодарам. Благодарам, Аладжајков, повелите. Сашек ще помине. Ајде, Сашек. Мислам дека излезаме малце од правната процедура и се не впуштиме во дискусија, ќе се
се види конструктивноста и од едната и од другата страна. Прво за правниот дел, вака точката како што е изгласана на дневниот ред, разгледување и превземање на конкретни мерки, со што се согласи колку што го разбрав и колегата Илија, е дека можеме да носиме заклучоци. Заклучоци носиме согласно член 150 од деловникот, кој што вика дека со заклучок Советот во рамките на својот делокруг може да утврдува обврски на градоначалникот и на јавните служби основани од општината во однос на подготвување на одлуки и други општи акти или во однос на вршење на други работи од нивниот делокруг. Со заклучок Советот утврдува оценки, односно констатации за состојбите и зазема ставови и гледишта во врска со прашањата што ги претресува. Мислам дека за ова нити вие, нити ние немаме ништо против. Втора работа, одлуката која што се спомнува дали градоначалникот има или нема ингеренции. Не сме стигнале до дефинирање на заклучокот, за да може да збориме дали градоначалникот има или нема ингеренции. Заклучокот мислам дека ќе биде во насока да се задолжи градоначалникот да побара од надлежните кои што ги спровеле мерката за. И мислам дека ако влеземе во материјална расправа за точката, дека сите ќе работиме пред се во интересот на граѓаните. Реплика, Значи, вака сега, тогаш овој материјал што ни е даден во прилог, нормално без делот на подписите на советниците кои што ја побара ворената седница. Е излишен материјал тоа, колешка Сашек. Вие велите можеме да носите заклучоци. Ние потполно се согласуваме со фактот дека овој совет може да носи заклучоци. Но какви ќе донесе овие три дека што се предложени? Ова не се заклучоци, колешка Сашек. Ова се предлог одлуки кои што треба да ги донесеме. А формат и начинот на донесување ја веќе ја барав уште во делот за дневниот ред. Не знам што повеќе, мислам, не е јасно. Дека се согласуваме, очигледно малку друг поглед имате на работите, за разлика од тој кој што ние го имам, односно јас го имам, зборам од правен аспект. Благодарам. Ала Џајков, да? Седница не може да. Ајде, повелете Ангелова. Колешке Сашек, не знам дали ова го констатиравте од незнаење, ако од незнаење ќе ви опростиме, или сакате да не набедите нешто, значи што немате елементарно познавање од право и правни прописи. Прво, викате дека оваа одлука не била. Ова е реплика затоа што не бевте спомнати. Да, реплика е, зашто советничката група е повекувате, а јас сум дел од советничката група, ако не сте знаели и тоа. Воопшто советничката. Не ја повикавте? Сигурна сте? Дека не ја повикавте советничката група на ВМРО-ДПМН? Друго сакам да ве прашам. И вие нас не повикавте, дека ние се криеме зад правните процедури. Сега јас да ви кажам, да, знаете зашто ние не се криеме? Ние работиме согласно право за разлика од вас. Ние сакаме да донесеме одлука, ама да е правно издржана. Значи срамота е вие како правник што сте завршиле правен факултет да кажете дека некој се крие зад правни процедури. Молам без навреди. Да не сакате и дипломата да ми ја земете. Никој ништо не сака да ви земе. Работете согласно молам без закон. вакви. Ангелова ќе ве молам. Реплика бара. Још. Ја барам. Значи, ако веќе се држите до правото, ќе знаевте дека кога има ворена седница согласно законот, член 40 став 3, дека Советот не може да го менува дневниот ред на воренната седница. Така да од почетокот конструктивноста ваша ќе беше спротивно од законот. Ако се држите до закон. Дека сме против бесплатно паркирање во центар. Ете зашто. Не, така прво нема да збори, Ангелова ќе ве јас молам. Ќе ве молам. Вангелов бараше. Значи пак наставуваме во истиот правец. Дајте, ако сте конструктивни, и како што велите, пошто вие го знаете правото par excellence, дајте решение да излеземе од оваа ситуација, ако мислите дека знаете решение, да помогнеме на ова предпријатие, па ќе молам, пошто вие сте или пак или е експерт, дајте убаво образложение. Друго, ќе молам, околу тоа применување на правото, па вие како партија, ама правото не го применувате како што треба. Зашто е селективно. Затоа што е селективно.
ако работиме по слово на законот, ако градот Скопје работи по слово на законот, ако Министерството на работи по слово на законот, тогаш треба следствено и да ги земе ингеренциите и на градски парки на одредени простори каде што нема добиено одобрение. Према тоа, значи по повода што чув од директорот на ПОЦ, дознав дека фактички и градски паркинг има исти проблеми. Према тоа, значи ова за мене е селективност. Или ако веќе неките така да зборуваме, па тоа што чекаше овој град, ова министерство 2 години за да ги сега да ги санкционираат тие ситуации. Ке молам. Пријат. Ке ве молам, имаше претходно, даде. Ајде, повелете реплика. Колега Ѓошо, не знам дали знаете, градот Скопје, како што гледате, не постапува селективно и МВР, значи сообраќајниот сектор на град Скопје, доставиле, значи, известување до директорката тогаш дека треба да го согласи проектот. Не знам дали сте запознаени. Јас пред кога земав збор ви елаборирав ова, ама очигледно вие ништо не слушате, тоа е проблемот. Вие сакате само да не обвинувате дека ние работиме контрапродуктивно, дека сме против носење одлуки кои што се, значи, во полза на граѓаните. Слушајте, јас ве замолувам да слушате што ние говориме. Ако не слушате што ние договориме, ќе можеме заедно да седнеме да го решиме проблемот, ама согласно закон. Затоа сега ве прашувам, бидејќи нас не повикувате дали сме ние правни експерти. Еве го повикуваме раководителот на правен сектор, кој што сигурно е правен експерт за оваа општина Центар. Тогаш ќе се запрашам какви се правни одлуки носи оваа општина Центар кога овој раководител на правен сектор не зазема никаков став. Дали градоначалникот му верува на правниот сектор? И сега сакам да ми одговорите. Еве го прашувам правникот. Дали има ингеренции градоначалникот да донесе таква одлука? И дали, во однос на оваа точка, пак ќе ве прашам, може да гласаме? Да се произнесеме за оваа точка? Рангелова, ќе ве молам, реплика баравте, не беше спомнат никој од тие на кои што се повикавте. Вангелов, повелете. Значи јас кога ви се обратив, значи не само вас, поготоа на Илија. Значи барав, значи, да извини, да докажам, ја те не се имаш збор. Те молам, ја убаво да слушам. И биди малце парламентарно. Значи, барав, како лаик од правото, што сум граден инженер, вие, господине советник Илија, дајте смерница како да го решиме оваа ситуација во која што сте завлегле по ваше токување. Дали можеме да донесеме заклучоци и какви да ги формулираме. Тоа ќе биде конститутивно, а не дали имаме или немаме правна служба. Еве, да кажеме дека таа правна служба не функционира. Дајте ние да донесеме. Ќе го тишина. Рангелова. Дајте ние да најдеме решение. Не можеме. Ајде, Илија. Ве молам. Ова беше безобразен настап, ја морам да одговорам. Ќе ве молам за изразите да внимавате. Ве молам. Јас реков и не сака никој да ме сослуша и да ме разбере. Доаѓате со раце во џеп, неспремни на седница, не знаете ни какви се прописите, ни што е, и ќе прашате овакво правна служба ќе ви каже и ќе импровизирате после. Као, ево, вака или онака. Јас оној материјал што е дојден, немам право јас да му правам рецензија да кажам ова не чини. Било кој и од друга советничка група да стигне материјал или од било кој предлагач, тој мора да се стаи на седница. Јас имам свој став. Меѓутоа, може и сум кажал овакво несогласување ако ме прашал некој. Меѓутоа, ја не можам тој материјал да го скинам и да не го ставам на седница. И после да одговарам на прашања, овој да ми каже, она да ми каже. Кој сака да праша, може во секој време да дојде да праша. И ќе добие колку што е можно по целосен и по квалитетен одговор. Меѓутоа, на седница да се прашува овакво што значи, а нема никаков предлог. Нема таа точка нема предлог за донесување одлука за ова. Што е тоа битно во ова? Дали е тоа законито или незаконито? Точката не е ставена на дневен ред. Таа одлука не е ставена. Таа е информативно ставена во материјалот. Ние не можеме тоа да го извадиме
материјалот има недостатоци. Меѓутоа, ево, се укажува тоа, дискутирајте по суштина. Што може Советот да направи по тие работи? А не правна служба, што сакате сега? Ние да ви дадеме... Рангелова ќе му. Мислење ќе дадам јас на предлагачот ако пара. Не на вас, а вас ќе ви дам мислење кој ќе председница кој ќе дојдете, кој ќе сакате се спремите за навистина да се овако, не се спремни.